Обвинението за случајот Пулс е прилично проблематично од неколку аспекти, согласни се адвокатите Владимир Туфекџич и Еленко Миланов. Како што велат тие, не може сите лица кои што се офатени со обвинението да бидат обвинети за соизвршителство, бидејќи голем дел од нив во моментот на трагедијата, односно пожарот, на никаков начин не биле директно или индиректно поврзани со дискотеката. Како што велат од вкупно 15 обвинители во тимот, најмалку 5 мина не се согласуваат со вакво конструирано обвинение. Нирнбергшки процес имаше 4 обвинители. Али вие во вако предно да ставите 15 обвинители да направите тим, од кои сите 15 лично ги познам, и убеден сум, и сигурен, и тврдам, дека најмалку 5 обвинители не се согласуваат со ваков концепт на обвинение. Меѓутоа, тоа го држат за себе. 5 обвинители. Ова обвинение го држат 2 до 3 обвинители кои што мислат дека има простора. Најголемиот проблем на самото обвинение според адвокатите е тоа што обвинителството ги гони сите обвинети за исто кривично дело и бара каузалитет во причинско-последичната врска, за да има ефикасен судски процес преку кој би се открили и осудиле вистинските виновници, порачуваат дека обвинителството би морало да го преиспита обвинението. Со овој состав и со ваков пристап на работите во јавното обвинителство, не верувам дека тоа брзо ќе се случи, но верувам дека ќе дојде некоја постава која некако другачие гледа и малце е попрагматична од досегашниве и така натаму. Законски може. Може да свика колегиум, може да свика проширен колегиум, за тоа и може, но кредибилитетот е затоа што дали ќе се најде на удар затоа што еве од сите работи се фати за овој предмет. Според нив, евентуалното преиспитување на самото обвинение и негово подобро составување би придонело судскиот процес побрзо да заврши и да бидат осудени евентуалните директни виновници за трагедијата.